Мислам дека сообраќајот мора да се решава едновремено со урбанистичкото планирање на соседствата, што значи дека во едно соседство фактички дека ние треба да ги задоволиме сите наши потреби и да не мораме да се движиме повеќе од 15 минути да ни треба за да стигнеме до нашето одредиште. И ако на тој начин, значи, сообраќајниците и урбанистичкото планирање се интегрираат, што не е случај, мислам дека имаме можности да ги вратиме на некој начин тие и соседства, каде што сеќе се случува во едно ограничено подрачје. Градот наш е 25 километри долг, 10 километри широк, од еден до друг крај во шпиц патуваме повеќе отколку од Скопје до Тетово. Но она што е исклучително важно е сега, освен оваа филозофија за која што зборуваме да не возиме автомобил, треба да имаме алтернатива. Значи, треба да имаме јавен сообраќај кој што е ефикасен. Најбрзо решение за јавниот транспорт да стане привлечен за луѓето, значи побрзо да стигнувам отколку со кола. А како е тоа можно? Тоа е можно со истите овие улици, со истата оваа ширина, да определам една приоритетна лента за автобусите и да има приоритетно движење на раскрсниците. Значи да не морат автобусите да чекаат заедно со возилата на раскрсници, да имам еден убав транзит. Комбинираме и други форми на транспорт, значи велосипедизмот и пешачењето и железницата. Ја заборавивме. Значи, железницата исто така може да се стави во функција, веќе имаме инфраструктура, пруга, можеме да ја електрифицираме, не со толку многу големи пари, да се купат нови возила и со постројки кои што на стратешки места ќе се постават, оттаму да можам со велосипед или со компе или со некој друг вид на транспорт, на јавен транспорт да стигнам до моето одредиште.